Добро утро секој утро, како и секој вторник, така и денеска интересна тема со професорот по трудово право Лазар Јовевски. За денеска се решивме за оваа тема. Верувам дека многу од вас ќе ви интересира. Затоа да побрзаме, затоа што има многу прашања за професорот по трудово право Лазар Јовевски за дискриминација на работните места. Добро утро. Добро утро. Да побрзаме затоа што навистина сакам многу работи да кажеме, врзано од сите сегменти всушност, дали е полова дискриминација, дали е верска дискриминација, дали е па дури политички, нели, конфронтации на работното место, и тоа се дел од дискриминација. Но да кажем од каде ни произлезе оваа наша тема за денеска. Од минатиот пат зборувавме за тоа колку да си ги усогласиме семејните со работните обврски, па оттаму ни се отвори оваа тема за дискриминација, поточно за нели жените кога се на нивното работно место и сакаат нели на интервју за работа, обично така бива. И првото прашање, дали сте во брак или дали планирате семејство, што е нешто од многу личните прашања и се е во дел на дискриминација. Ето, оттаму ни се отвори ова наша денешна тема, дискриминација на работно место. Колку е работното место несигурна средина? Многу убаво прашање. Да, колку е несигурна средина. Па, би требало работното место да биде една оаза каде што вработениот професионално ќе може да се покаже и да се докаже. При тоа не надпреварувајќи се со колегите, туку надпреварувајќи се со себе да биде подобар професионалец, подобар работник од тоа што бил вчера или завчера, тоа да биде денес. Меѓутоа во пракса најчесто е обратна ситуација. И кога зборуваме за атмосферата на работното место, веројатно многумина од нашите почитувани гледачи ќе се препознаат во ова што ќе го кажам, а тоа е дека голем број вработени одат на работа, а народот вели нозете им се враќаат дома. Значи одат на работно место, меѓутоа има нешто што не ги исполнува. Не им дава мир. Не им дава мир, напротив ги вознемирува, им создава стрес. Стресот на работното место, меѓу другото предизвика ни од дискриминација, но и од останати фактори, и тоа како влијае на здравјето на вработениот и согласно медицинските испитувања, меѓу кои на Светската здравствена организација, представува меѓу најголемите фактори за кардиоваскуларни заболувања, но и стресот како ризичен фактор всушност имплицира и многу други заболувања, впрочем тоа докторите многу подлабоко и по-суштествено го објаснуваат. Меѓутоа, кога зборуваме за самата дискриминација како феномен, таа веројатно постоела и во минатото, и во претходниот систем, меѓутоа можеби не во тој обем и во тој интензитет од една страна, а од друга страна и не е толку често препознаена. Всушност, дискриминацијата е секое нееднакво постапување или доведување во една нееднаква положба на одреден вработен во споредба со други вработени, а во однос на остварување на одредени права од работен однос. Значи, нееднаквост, меѓутоа во споредба со некој друг. Или во однос на основите кои што се предвидени во законот, дискриминаторски основи зборувам, каде што вработениот всушност е ставен во една ситуација во која што не треба да биде не по негова вина. Треба да правиме разлика, меѓу другото, помеѓу дискриминација и мобинг, односно психолошко вознемирување на работно место, така наречен мобинг. Дискриминацијата од една страна значи нееднакво постапување, а мобингот значи вознемирување на работно место. Дискриминацијата може да го вознемири вработениот внатрешно, но таа по својата надворешна манифестација, самата дискриминација, е всушност нееднакво постапување. Не мора да му или тој кој што врши дискриминација да се дере, да го навредува вработениот, едноставно нема да му даде да оствари одредено право само заради тоа и тоа, заради некој основ, заради некоја причина. Додека кај психолошкото вознемирување, мобингот, всушност имаме еден поинаков феномен, една поинаква надворешна манифестација на тоа како се изразува мобингот, а тоа е најчесто со дискредитација јавна, навреда, клевета, професионален острахизам, значи ставање на вработениот настрана, да не го канат на забави, на дружби во компанијата, во институцијата или слично, се со цел да всушност он се психички вознемири. Тој е подреден, помалку битен. Так, и на крајот да си поднесе најчесто самиот отказ од работно место, зборувам за мобингот, додека дискриминацијата е навистина една
во својата природа поинаква ситуација, со тоа што дискриминацијата може да биде пропратена и со психолошко вознемирување, односно со мобинг, да ги имаат и едниот и другите елементи, значи да често пати се случува тоа во пракса, да одат овие два феномена негативни, да одат заедно, ретко кога некој е дискриминиран, а при тоа и да не му се каже и навредителен збор, да не се омаловажи, психички да се вознемири, таргетирано, со цел, значи фокусирано, со зла намера, што се вели, така што во пракса многу често забележувам дека одат заедно. Да, споменавте еднаквост. Многу ме интересира кога станува збор за половата дискриминација, дали постои еднаквост кога се вработуваат мажот или жената? Постои ли еднаков пристап на работодавачот? Па би требало, нели? Би требало сега, знаете. Ако ги читаме ние законите кај нас, да, по книга се убаво се пишува, но малку поинаква пракса. Но во пракса имаме ситуации кои што алудираат на нееднаквост помеѓу половите. И јас разговарајќи минатата недела нели за семејните и од тука произлезе всушност инспирацијата за днешната тема, да, и тогаш спомнав, и сега ќе повторам дека всушност во пракса се случува, тоа го покажуваат не само македонските, туку и европските истражувања и светските истражувања, дека жените по основ на полот се во одредени области во работниот однос дискриминирани, и тоа во најчесто во три сегменти. Првиот е во постапката за вработување, и тоа е одговорот на вашето прашање. Значи во пракса, да, жените многу пати, посебно во стопанството, знаат да бидат дискриминирани при самото вработување, затоа што се жени. Понатаму, во напредувањето, значи кариерно растење напред и доаѓање до раководни позиции на жените во компаниите или пак во јавните. Тоа е друга тема, професор. Ама тоа е сето, да знаете, сето е поврзано со самата дискриминација. И третата област која што доста често се случува исто во пракса, а тоа е платите, плаќањето на работата. Значи во однос на платите. Исто ли се валоризира трудот на мажот и на жената? Па тоа велам, истражувањата покажува дека многу пати не се валоризира исто. Што значи да се валоризира исто? Тоа значи за исто работно место, исти работни обврски. Исти работни обврски со исти компетенции кои што ги имаат и стручност и професионалност. Иста тежина. Да, иста тежина, но исти квалитет, вредност на знаење, да за мажите добиваат повисоки плати, а жените добиваат помали плати. Меѓутоа морам да потенцирам дека во самата суштина, кога зборуваме за еднакво плаќање, напредување или пак вработување помеѓу мажи и жени, не можам лично да го разберам феноменот на тоа да се прави дискриминација во стопанството. Во јавниот сектор е една малку поинаква ситуација, поинаква приказна би рекол. Меѓутоа во стопанството нема логика. Работодавачот, бизнисменот кој што е бизнис ориентиран, кој што е ориентиран кон профитот, кон зголемување на добивката во компанијата, да всушност фаворизира по основ на пол или по основ на некој друг аспект одредено лице, кога тоа би значило губење на дополнителен профит, кога тоа би значило можеби пропаѓање на неговиот бизнис. Која е логиката? Нема бизнис логика. Од тука се всушност гледаат оние компетенции, оние вештини на менаџментот, сега зборам за стопанството повторно, каде што добрите менаџери не ги интересира дали сте вие маж или жена, дали сте вие од таа партија или од оваа партија, дали сте нешто што му носи профит. Туку него го интересира колку професионално вие си ја завршувате работата и колку можете да одговорите на предизвиците на работното место во неговата компанија. Ако вие сте тој човек, таа жена, значи нема никаков проблем. И тука јас навистина во тој дел не можам да го разберам феноменот на дискриминација по каков и да е основ во бизнис секторот. Во бизнис секторот. Додека во јавниот сектор, каде што работодавач е државата, односно државните институции, тука веќе малку ситуацијата поинаква и тука треба да се внимава во однос на тоа да се има родов баланс, да се внимава во тој дел повеќе, пофокусирано, бидејќи да се внимава во однос на тоа кој од каква средина, дали ќе се станува збор за партиска дискриминација, дали за социјална дискриминација, дали за верска дискриминација или слично. Значи, тука веќе државните органи и по сила на закон се должни да внимаваат во однос на вработувањето. Кај стопанството, ако се навратиме повторно во однос на вашето прашање, Драгана, всушност имаме еден феномен да работодавачот, иако можеби знае дека жената е професионална, дека жената носи напредок на бизнисот и профит за компанијата,
ги поставува овие прашања кои што ги споменавте вие. Не баре дека ако жената користи одредено породилно отсуство или слично, всушност ке на тој начин компанијата ќе биде оштетена. Од аспект, од логика на бизнис секторот, можам да разберам и да сватам, да, тоа значи дека отсуство на жената во одреден период од работното место, па сега треба да се размислува кој да ја замени, дали некој од веќе постоечките работени или некој да се привремено вработи нов и така натаму. Тоа се некои нови предизвици и можеби проблеми во наводници за работодавачот кој што ќе треба да ги решава. Затоа пак, за да ги нема тие дилеми, тука државата мора малку посериозно да интервенира во тој дел. Значи, иако законодавството во Македонија, законот за работни односи, апсолутно ги забранува секаков тип на овие дискриминации, меѓутоа нас ни е битно како сето тоа функционира во пракса. Не само законски, туку Добра? во пракса. Добро. Каде да се обратат сите тие луѓе? Затоа што веќе споменавте. Да. Државата треба да се погрижи, институциите. Секој кој што Каде може да се обрати, ете, има каде. препознал дискриминација, Има препознал мобинг на неговото работно место, каде треба да го пријави тоа? Граѓаните веќе И уште едно знаат. подпрашање. Да. Мислите ли дека се обраќаат на вистинското место и се охрабруваат да пријават дискриминација на работното место? Затоа што велат, па добро, ќе поќутам уште малце, може ќе се сменат работите или да не си правам проблем, да не се замирувам со колегите или пак со шефот или пак со директорот, да не ми збркаат од работа. Знаете, мала средина сме, се дознаваат веднаш работите и не знам колку работниците се охрабруваат да го пријават. Па мислам дека дискриминацијата се повеќе се охрабруваат да ја пријавуваат, како и мобингот, со тоа што има повеќе места кај што може да се обратат граѓаните и забележувам во пракса барем информации кои што доаѓаат до мене лично, кои што ме контактираат граѓани, дека има еден исчекоредно охрабрување во тој дел, иако недоволно. Каде се може да се обратат? Прво може да се обратат до Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Иако таа во моментов не функционира заради одредени законски причини, кој што ја верувам дека по избор, не, она функционираше, меѓутоа законот се донесе, па тука имаше некои други перипети и така натаму. Во моментов не функционира. Верувам дека по изборите приоритетно ќе се воспостави всушност повторно нормално функционирање на комисијата. Тоа е едната институција. Втората институција е Народниот правобранител. Исто така, таму може да се обратат граѓаните. Зборуваме значи за дискриминација на работно место. Да. Понатаму, кај синдикатите, да не ги забораваме синдикатите. Тие се организации кои што во своите статути, во своите програми и агенди, тоа како во сите без исклучок стои платформата за заштита на правата од работен однос, а дискриминацијата е токму прекршување на едно од правата од работен однос. Понатаму, да не го забораваме трудовиот инспекторат. Исто овде голем број на граѓани се обраќаат по разни основи, може да се обратат и по основ на дискриминација, дека се дискриминирани на работно место. Сега, сметам дека во делот на дискриминација капацитетите на инспекторите треба да бидат засилени, односно во тој дел и самите инспектори да препознаваат што е дискриминација, што е мобинг, за полесно да може да се справуваат и секако на крајот, но не помалку важно е судот. Значи може да се поведе и судска постапка по сите основи, дали е дискриминација при вработување, дали е дискриминација во текот на самиот работен однос или е во однос на платата, на плаќањето, може да се бара исто така и судска заштита. Со тоа што постапката пред суд и постапката пред Комисија за дискриминација, односно Народен правобранител, е неусловена. Значи, може да се побара мислење од комисија дали има дискриминација, па да се оди на суд, но може и директно да се оди во да се бара судска заштита. Секако, најнапред, и за крај, како шесто, кај што може да се бара заштита е самиот работодавач, да престане да ја врши дискриминацијата. Тоа е услов за да може судска постапка. Па тоа сакав да ве прашам, нели е прво делотворно, би рекла, и за зачувување на угледот на самата фирма во која што работи, најпрво да се решаваат проблемите тук. Тоа би било најдоброто, најдоброто, да не излегуваат проблемите идеално надвор би од било ако има работното дискриминација да се алармира кај самиот работодавач, господин работодавач, шефе, директоре, раководителе, нели или министре, ако е државна институција или некој друг државен реги, не е битно. Значи и молам со ова дело, со оваа постапка вршите дискриминација, молам не го вршите, престанете, прекинете го овој процес и дека тоа има свесност кај другата страна да престане да врши дискриминација, меѓутоа јас зошто го кажав, можеби по инерција, најдобрата, идеалната варијанта на крај, затоа што таа е најретка во пракса.
Речи си не се случува да кога некој ќе мора да пријави кај работодавачот, да побара заштита прво кај работодавачот, да оди на суд, во судска постапка вработениот, не ми врши повеќе дискриминација, онда каже извини леле, сгрешив, нема повеќе да се повтори. Да, стварно сум извршил. Да, можеби некој не е несвесен дека врши мобинг на работното место. Знаете, од тие примери, се зафркавав. Не мислев ништо лошо. А секојдневно се натоложуваат тие дискриминаторски начини на комуникација. Знаете, од зафрканција до мобинг има многу голема разлика. Од шала, од шега, знаете, колегијалниот однос треба, ми се чини да се запази, сепак ние сме колеги на работно место и можеби не се ни свесни понекогаш дека вршат мобинг или дискриминација. Се слагам до некаде со вас, Ана, затоа што треба да се укаже, најдобро е така, на мирен начин да се реши проблемот доколку е возможно. Секогаш кога бараат совет од мене граѓани, упатувам, пробајте да решите без да одите на суд, да го решите проблемот. Ако дојдете на суд, веќе, како да ви кажам, веќе легувате во сосема една друга приказна. Меѓутоа, едно нешто научив, во наводници научив, низ годиниве, работејќи со дискриминацијата и работејќи со мобингот, тоа е дека многу ретко има ненамерни шали и така, не сакајќи да некој не забележал па да го доведе друг во една дискриминаторска или моберска ситуација. Всушност и тоа како постои свесност и цел, таргет да се прави тоа, а веројатно многу пати е изговор, извини, јас се шалев, се шегував, не беше тоа намерно, знаеш. Меѓутоа, по делата ќе ги познаете. Ако навистина било шала, ако има во тој дел освестување кај колегата или кај работодавачот, тој нема да ги повторува тие дела. А ако ги повторува и се е тоа пак во наводници шала, тогаш нема врска со тоа, тоа е само изговор. Ги споминавте начините на дискриминација, кажавме колку е сигурна, колку несигурна средината на работното место, можеби самите ние си ја правиме. И самата енергија, нели, луѓе сме, можеби некој поинаку не сваќа, нели, на работно место, па можеби сме некогаш и посериозни од самата природна наша средина, така? Мислам, сепак сме на работно место. Зборувам од секојдневието. Разбирам што е поентата. Некој можеби не докре не разбира на каков начин функционираме. Споминавме полова дискриминација, верската дискриминација, исто така е присутна, за жал, и политичката разединетост. Дури и тоа е присутно на работните места. И сега ќе ми кажете негативните примери, а за крај би сакала едно позитивно ваше искуство, затоа што знам дека секојдневно, нели, како професор по трудово право, ги знаете примерите од секојдневието, за едно работно место каде што навистина се валоризира работникот, неговите работни обврски, каде што е прифатен, испочитуван до крај и каде што е платен. Да. Еден работодавач. И каде што оди на заслужен одмор, исто така. Еден работодавач во една прилика ми вели: ве молам, професоре, препорачајте некој бивш студент кој што ви оставил впечаток за вработување во бизнис сектор, кој што бил добар студент, кој што ќе биде лојален, тоа е многу важен збор, лојален, кој што ќе ги извршува работните задачи посветено, професионално, правник, нели, така натаму. Вели, дали се сеќавате на некој од претходниве генерации, некој што ви оставил вас, вели, впечаток? Велам, има неколку такви, во секоја генерација секако има, меѓутоа велам, како ти тоа ќе го валоризираш, како ќе се поставиш ти кон идниот вработен. Поставувањето на работодавачите е во неколку аспекти. Едно е плаќањето, друго е односот, тоа што го кажавте. Трето е можноста да напредува вработениот, да му дадете еден инструментариум околу него, да се едуцира, да добива нови знаења, да ги јакне внатрешните капацитети, ноу-хау, она знаењето внатрешно и да расте на самото работно место. Така што многу има тука да ви зборувам, но кога зборуваме во однос на ова последно и претпоставам со тоа и полека го заокружуваме денешниот муавет, можам да ви кажам дека политичката разединетост е доста силна, многу изразена во Македонија и тоа особено се гледа во јавниот сектор. Дури и во приватниот сектор, јас сум се изненадал, дури и во бизнис секторот и таму има одредени одблесоци на таа политичка разединетост, што по мене нема никаква логика, но ете во тој дел сме веројатно повторно во одредени аспекти уникатни. Така што навистина
едно нешто забележувам, бидејќи контактирам со разни луѓе, морам да ви кажам дека оние работодавачи во јавниот сектор, директори, раководители, министри и слично, кои што го имаат овој внатрешен капацитет, кои што препознаваат дека без разлика кој од која националност е, кој од која партија е, кој од која вероисповед или кој каков пол е, кој од кој пол е, кога ги препознаваат професионалните карактеристики, кои што знаат дека кој му ја даде задача да ќе му ја заврши на крајот на денот, значи со таа свесност кога настапуваат нема проблем. Јас знам доста позитивни примери во јавниот сектор каде што не се гледа во тој дел, туку вели ја врши работата од претходната политичка, нели, гарнитура е во наводници, но тој човек ја врши работата, вели, толку професионален, сада не ви именувам точно ги дури некои градоначалници и така. Да, меѓутоа, за жал, овие примери се многу поретки, Ана. Многу повеќе го има оној момент каде што не се разбира суштината на јавната администрација, тоа е дека е сервис на граѓаните. Толку пати тоа повторувано веќе дури станува и дегутантно. Меѓутоа, ја би кажал уште едно нешто, а тоа е да се служи на народот и на граѓаните. Служба е тоа. Значи, државна, затоа порано се каже државна служба, да оние кои што се вработени таму да послужат на граѓаните. За да послужат на граѓаните. Мислите дека го сватиле тоа, дека е тоа улогата всушност? Дел од вработените го разбираат, дел не, да бидеме искрени. Но за да го разберат и оние кои што го разбираат да бидат охрабрени тоа да го прават со радосно срце, мора да бидат ослободени од тие поделби, дискриминаторски по различни основи и мора да бидат соодветно третирани од самото општество и самата држава. Мора да бидат добро платени, да им се дадат одредени права кои што ќе бидат на линија на достоинствена работа, на достоинствено извршување на работните задачи. Секогаш кога бараш професионализација од вработените во јавната администрација, мораш да барајќи и да дадеш, да понудиш нешто. Апсолутно. Ми се чини дека ни се отвора уште една тема, професоре, а тоа е колку вистинските луѓе се на вистинските раководни позиции. Споменавте раководни позиции за жените менаџерки. Па ете, идниот вторник секако покана до професорот Лазар Јовевски да ни бидете повторно во студиото на телевизија Алфа. Ви благодарам за корисните информации што денеска ги споделивте заедно со нас. Благодарам и на вас за овој пријатен муабет.